Почитувани, владата на Зоран Заев продолжува со поткопување на националните интереси и селективно почитување на законите на Република Македонија. Со усвојувањето на одлуката за одобрение за вршење високообразовна дејност на странска високообразовна установа Велико-Трновски универзитет Свети Кирил и Методи од Велико Трновно, Република Бугарија, на територијата на Република Македонија, владата повторно ја става Македонија и македонската јавност во подредена положба, односно повторно прифаќа се што се бара од нашиот источен сосед, токму како и во сите преговори, без соодветен реципроцитет. Ние велиме да за квалитетно образование, да за влез на квалитетни и високо рангирани светски универзитети кои ќе го подобрат нивото на македонското високо образование, но според сите релевантни светски листи на рангирање, Универзитетот во Велико Трново е двојно полош од Македонскиот универзитет Кирил и Методи и за преку 1000 места полош од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Од тука, каква корист има Република Македонија од отварањето на оваа странска институција? Истовремено со оваа одлука владата крши 3 закони, и тоа: Законот за авторски права и индустријска собственост, Законот за установите и членови од Законот за трговски друштва. Во време кога Министерството за образование и наука, предводено од Мила Царовска, задава последователни удари врз образованието и насила воведува така наречени реформи и нови концепции со кои се бришат предмети од високо општествено значење како историјата, акредитирањето на нов универзитет на кој наставата ќе се одвива претежно на бугарски јазик, создава слика дека Мила Царовска и Зоран Заев воопшто не се грижат за македонските национални интереси, напротив, продолжуваат да ги распродаваат. Образованието е најсилната алатка за создавање на силна, совесна, општествено одговорна и државотворна иднина на една земја. Подкопувањето на образованието и науката се проверени методи во уништување на еден народ и неговите национални обележја, а со акредитирањето на овој универзитет Свети Кирил и Методи од Велико Трново, владата не само што остапува простор за директно индоктринирање на младите со познатата реторика на источниот сосед, туку дополнително го намалува квалитетот на образованието во Македонија. И покрај тоа што најголемиот дел од експертите во оваа област, вклучително и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, јавно го искажаа сомневањето во оваа одлука и повикаа на почитување на законите, владата, односно Заев и Царовска, продолжуваат со игнорирањето на граѓаните, експертите и законите. Ги повикуваме сите правни субјекти да ја преиспитаат оваа владина одлука и да стават крај на непочитувањето на законите во Македонија и уништување на достоинството на македонските граѓани.